6 работници во Штипска фабрика, лоцирана во индустриската зона, пријавиле троење со храна. Неофицијално станува збор за повеќе лица со истите симптоми, но според официјалните 6 пријави поднесени на 8 јули во одделението за епидемиологија при Центарот за јавно здравје, правично 4 лица биле хоспитализирани на инфективното одделение во Штипската болница, а 2 од нив се јавиле на матичен лекар. Денес сите 6 се на домашно лекување. Од Центарот за јавно здравје велат дека будно ја следат состојбата на затроените. Стручни лица од Центарот излегува на овид во објектот на операторот со храна, каде бил извршен разговор со одговорно лице, биле дадени препораки и мерки, наложено било генерално механичко чистење на просториите и биле направени и санитарни прегледи на вработените и земени се мустри за микробиолошки анализи и брисеви од работните површини и во фирмата каде се консумира храна и кај операторот снабдувач со храна. Оттаму додаваат и дека до добивањето на сите резултати ќе се следи состојбата на веќе заболените лица и начинот на извршување на мерките и препораките, а според законската регулатива ќе се превземат и дополнителни мерки доколку има нови случаи. До овој момент пак Агенцијата за храна и ветеринарство официјално ги нема добиено резултатите од лабораториските тестирања од земените брисеви и мостри храна. Оттаму за 24 објаснуваат дека во средата по добиените пријави дека 6 вработени се јавиле на лекување со стомачни тегоби по консумирање на оброк во компанијата. Инспектор за храна од АХВ во соработка со повеќе надлежни институции спровеле вонреден инспекцијски надзор во кујната каде се послужувала храна. Земени се брисеви и мустри за лабораториско тестирање за утврдување на евентуални причинители на можното труење со храна. Со надзорот констатирани се отстапување во хигиената од помал обем, зашто на операторот и на одговорното лице му е изречена парична казна, а кујната е времено затворена до отстранување на утврдените недоследности. Според неофицијални информации на телевизија 24, истиот ден имало внес на храна и од друго место, што дополнително ја усложнува епидемиолошката анкета и откривањето на причинителот. Инаку станува збор за вработени во една од првите фирми во ТИР зоната, а операторот е лоциран во кругот на поранешниот комбинат Македонка во Штип.